Топ тема на ваша страна, добро вечер. Големото одбројување е во тек, уште 17 дена референдумска кампања, во кој сте уште го нема јасниот став на најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМНЕ. Внатре неофицијално со многу колебања, официјално се чека навигацијата. Во меѓувреме, според оценките на маркетинг експертите, бледата кампања, како што велат на кампот за, се уште остава на површина многу отворени дилеми. Меѓу граѓаните, што се носи договорот за Грција? За, против или бојкот? Зошто и колку и како различно се толкуваат клучните одредби од договорот со Грција? Референдумските дилеми под лупа низ призма и на партиските толкувања и она што го пишува во договорот. Тоа се тематските целини за вечерашната топ тема на ваша страна, а мои гости со кои што ќе дебатираме се Господја Ѓулистана Марковска, поранешен пратеник, добро вечер и добре дојдовте. Самуил Малчевски, универзитетски професор, добро вечер и за вас. И Ѓорги Спасов, универзитетски професор. Марковска и Спасов, би почнал со вас. Може ли да се, бидејќи бевте дел од случувањата пред 27 години, може ли да се направи таа паралела за историското значење на овој референдум и оној на 8 септември пред 27 години, како што гледаме од, ајде да ја наречам, една од главните реклами на штабот за? Јас сметам дека може да се направи паралела од аспект на значењето на референдумот. Ако референдумот од 90-тите години беше значаен да се устоличиме како посебна самостојна независна држава и ако народот беше уплашен што ќе стане со државата и дали ќе може да обстојува како независна држава, веќе тие дилеми пропаднаа со самото тоа што ние веќе сме 27 години самостојна држава, меѓутоа за жал во еден преголем транзиционен период во кој што имаме летво место, а денешниот овој референдум кој што на нас ни престои е референдум на еднината. Референдум во кој што при едно крупно, глобално, геополитичко преструктурирање кој што постои на политичката сцена воопшто во светот, па ако сакате и во Европа и во Балканот, ние треба да го најдеме нашето место. И тоа е значењето и паралелата на двата референдума. Првиот референдум, значи за удирање на темелите на независноста и на самостојноста на државата, а вториот референдум каде ќе се движи Република Македонија. Спасов, која е вашата оценка? Согласувам, 8 септември 1991 година беше ден на независноста, затоа што ние тогаш, како држава, како граѓани, како народ, определивме Република Македонија да биде независна држава. Тоа беше наша самодекларација, со која што влегуваме во неизвестноста од нашето меѓународно признавање. И веднаш видовме, после тој ден на независноста, после тој референдум, на какви се пречки ќе најдува процесот на етаблирањето на нашата независност во светот. Почнувајќи од притисоците и блокадите на кои што бевме изложени, почнувајќи од она што моравме да го прифатиме за членство на државата во Обединетите нации под привремената референца, почнувајќи од тоа што прифаќавме подоцна под притисок на тие блокади да го промениме и уставот, и знамето и многу други работи. И мислам дека сепак низ целиот тој период созреваше независноста на Република Македонија. Сега сме исправени пред еден референдум од исто толково значење, дури од многу поголемо значење од оној референдум од 2021 година, од причина што денеска со овој референдум на некој начин и со промената на уставот и со договорите кои што ги имаме постигнато со Бугарија и со Грција, Македонија станува меѓународно призната независна држава, конечно, со свое име во Обединетите нации, со свој јазик македонски, со своја националност призната, што се всушност клучните одредници на македонскиот национален идентитет и создава услови низ отворањето врати за членство во Европската унија и во НАТО да го зајакне културниот, историскиот и политичкиот идентитет на македонската нација. Сега наспротив вас се бавите вие и со анкети, јас не би навлегувал во процентуални прогнози, меѓутоа веројатно анкетите тоа и го покажуваат, голем е број процентот и на оние кои што би ставиле подпис врз роденденската честитка од председателот на државата, во која што тој вели, да, но тоа беше референдум на самоопределување на македонскиот народ, а сега имаме едно
еден наметнат договор, имаме една офанзива на странски лидери кои што доаѓаат и ни кажуваат што треба да направиме за да ја подпишеме капитулацијата. Па знаете што, јас не би го коментирал председателот Иванов, кој што досега всушност не дал ни една точна оценка за она што се случува во Македонија. На човекот на кој што цел живот од кој е на таа функција, како и кад срцето му чука за Ердоган, а цело време мисли гледај Македонија, гледај Русија, пише Македонија, всушност мислам дека направи голема штета и прави голема штета на овој процес на општо народно прифатените насоки на стратешките определби на оваа држава за членство на Македонија во НАТО и Европската унија. Никој не ја принудува Македонија да стане членка на Европската унија и НАТО. Никој не е рекол дека мора да стане членка на Европската унија и НАТО. Тоа е избор на сите политички партии кои што има запишано во сите програми на политичките партии. Тоа е избор на сите декларации кои што донесени во Собранието на Република Македонија. Сите тие луѓе кои што доаѓаат во Македонија и што велат да, ние сакаме да ве поддржиме, да станете членка на Европската унија и НАТО. Тие не принудуваат, не кажуваат всушност што ние треба да направиме. Него ни викаат, вратите ви се отворени, ваша е одлуката, повелете, решите како сакате да продолжите понатаму. Оттаму таквите формулации, дека некој нас не принудува, дека некој нас не пресилува, дека некој сака да обликува волјата на народите, така натаму, апсолутно не само што не се точни, него се они штетни. Во основа всушност тоа е едно ширење на една лага. Ако ја погледате, например, како се однесува Иванов на кого што Трамп сега му е честита денот независноста и му вели го честита исто така договорот со Грција кој што ги отвора вратите за членство во Европската унија и НАТО, вие ќе видите дека човекот всушност нема одговор на клучните прашања. И затоа што му останува нема освен да вели да. Не ги доаѓа државници големи од чиста завидливост кои што не сака да се сретнат со него пред 1991 година, кога Македонија уште што се вика не беше држава, и не му останува ништо друго освен да оди на гроздобери и да шири такви лажни вести во врска со она што се случува денеска во Македонија. Кратко па да го вклучиме. Сосема кратко би сакала да кажам. Јас не верувам дека председателот Ѓорги Иванов, пошто е сепак по вокација универзитетски професор, е толку политички, да не го наречам неписмен, да не знае што значи доаѓањето на една Германија, германска канцеларка и на сите останати кои што дојдоа во Македонија. Тоа е заложба на сите нив конечно Македонија да ја видат во европското семејство, меѓутоа и друго би рекла. Можеби согледување на сопствената грешка во период на крупно реструктурирање, зашто тоа не се случи порано. Меѓутоа моментот е сега. Тие ја гледаат Македонија во рамките на Европската унија, гледаат дека таа е од значење и за нив и за нас, и токму заради тоа е посетата. Меѓутоа, сите оние силни државници, тука ќе го парафразирам господинот Спасов, не можат ништо доколку македонскиот народ и македонските граѓани не излезат масовно и не го кажат својот глас, било за, било против. Има за и против, но има и за бојкот. Малчески, да кажеме, бојкот 91 не бевте во можност да гласате, сега ја имате таа можност, опцијата ќе остане ваша, секако тоа е интимно правно, меѓутоа вие веќе се декларирате. Апсолутно, да. Ја не би рекол дека е бојкот, а би рекол абстиненција од гласање на 30 септември и имам неколку причини кои што можам детално да ги елаборирам. Но во овој случај, прашањето беше дали има историска паралела. Сметам дека поврзувањето на референдумот во 1991 година со овој референдум сега е апсолутно непотребно и смешно. Наши стратешки определби се НАТО и Европската унија и тоа треба така да остане. Но која е цената што треба да ја платиме за тоа? Како ние тоа договор ли е, спогодба ли е, не знам што потпишаа во 500 зашто еднаш викаат договор, еднаш викаат спогодба. Како тоа ни гарантира дека ние ќе станеме членка на Европската унија и НАТО и по цена да го смениме уставот? Ги имаме тие аргументи про и контра, ќе ги дебатираме. Да. Зошто на 30 септември треба да се абстинира од излегување на гласање? Прво, целото моје политичко делување, моето појавување се темели врз почитување на правото и на правната држава. Да се разбереме. Оваа спогодба ли е, договор ли е, не знам што ли е надвор од уставниот и правниот поредок на Република Македонија. Второ, самото референдумско прашање е на обична уцена. Јас не верувам дека има граѓани или преку 80% од граѓаните Република Македонија се за членство во Европската унија и НАТО. И тоа нема никаква врска со оваа спогодба, има врска со исполнување на копенхашките критериуми и на критериумите за членство во НАТО. Ова е последен од низата. Трето,
Имаме кампања која што се води X време, од моментот кога се договараја, преговараја, заговараја, па се до ден денес имаме политичари кои што даваат изјави и истите не важат повеќе од 2 минути од кога ќе бидат дадени. Ајде да видиме што е што. Кои изјави се точни, кои изјави се грешни. Или, за да го прекиниме, например, тој вртлок на налаги на неточни изјави, дајте ги уставните амандмани. Дајте да видиме што во суштина е договорено. На 2 места сериозно се спомнуваат уставните амандмани во спогодбата. И четвртата причина ради која што на 30 септември треба да не се излези на гласање и да се абстенира од гласање е едноставна. 27 години политичарите во Република Македонија не изградија црвени линии. Која е тоа под кое што не одиме? Граѓаните на Република Македонија на 30 септември со темно црвена боја ќе ги изградат црвените линии. No пасаран, не има промена на устав со цел промена на уставно име. И тоа на сите треба да му е јасно. И ќе видите дека до 30 септември тоа ќе се случи. Јас се согласувам со вашата теза дека треба граѓаните да одлучат, меѓутоа дали не гледате дека зад бојкотот може да се крие една опасна политичка игра во која што граѓаните нема да се изјаснат и ние нема да знаеме дали се тие за или против. Напротив, само да се доискажам, помолам. Доколку ВМРО ДПМН таква каква што е, голема, крупна партија на која што и вие и јас припаѓаме, без оглед на тоа дали сме во телата и органите на партијата. Јас се чувствувам како член на десницата. Излезеше со теза дека се работи за сериозно, многу крупно политичко прашање на Република Македонија, кое што е позначајно дури од рамковниот договор. За мене е позначајно. Нивото на референдумот е исто. И тоа беше изјаснување и ова изјаснување. И го променеше законот во кој што ќе бараше законот за референдум да биде облигаторен, односно да биде излегувањето задолжително. Јас ке се согласев со вашата теза. Сите ке излеговме на избори задолжително од 18 па нагоре, доколку можеме, и точно граѓаните ке се знаеше кои се за, кои се против. Бројките ке ја кажеа вистината за Македонија. Вака да се нема став на една толку голема партија до 10 септември и не знам зошто баш 10, а не 23 август е многу несериозна. Партијата не влегува во договор, не влегуваат граѓаните. Вие треба и целата партија треба да излезе со аргумент и да каже зошто смета дека бојкотот е легитимно решение, меѓутоа треба да ги каже своите аргументи зошто излегува со став на 10, а не излезе со став за 25 август. Значи јас ги зборувам овде моите ставови, моите позиции. Не, јас исто така со вас разговарам генерално за нашата партија. Треба да му се обратиме на Мицковски, на извршниот комитет на телата на партијата, да видиме докаде е процедурата таму. Имам некои сознанија, може да ги дискутираме. Во суштина, абстиненцијата од гласање е клучна, ради тоа што оние кои што се бореа против политичко насилие во оваа држава, првиот момент кога требаше да покажат демократски капацитет и одлуките во собранието и во телата на државата, во органите на државата да се носат на демократски начин, покажаа политичко насилие. Која е гаранцијата дека на 30 вечерта нема да ни се случи истото тоа политичко насилие и некој да излезе и да соопшти дека референдумот поминал Зарем вие не слушате што се случува во судот, дека луѓето, јас се фрапирав да ви кажам од сведочењата на поедини луѓе, дека луѓето морало да бидат преоблечени, па таму не влегува некој случајно за да пее песни, секоја чест на народот кој пееше. Меѓутоа, ако вие влезете, мешате баби и жаби во приказната, па вие ги поврзувате 20 април со 30 Што е не воопшто не го спомнува. Кој го спомна? За кој насилие Законот за јазици, без разлика на неговата оправданост или не. Нели беше политичко насилие, начинот на кој што беше донесен истиот. Законот за високо образование, камо јавна дебата. Ние никаде не видовме јавна дебата, го донесоа во собрание, а ветуваја демократски постапки, референдум. Можам да ви читам програми, ама политичкото насилие продолжи. Која е гаранцијата дека на 30 вечерта нема некој туку така на бафтана да објави дека поминал референдумот без да се избројат? Па ако ВМРО ДПМН учествува масовно и ако има секаде свој избирач на избирачките места, ако има своји контролори, не може да се фалсификуваат резултати. Зборуваме за народот. Немојте ве молам за ВМРО ДПМН. Зборуваме за токму и за народот, па народот не е. Па легитимни се сите позиции, но не верувате ли на тој начин инсистирајќи на абстиненцијата? Не верувате ли во свест на вашите сограѓани дека ќе го донесат вистинскиот избор, дека и тие можат да го прочитаат тоа зашто вие се сомневате во спогодбата, а ќе го дебатираме подоцна. Не, видете, Боби, едноставно е, дајте ги уставните амандмани. Ајде да ги видиме што е договорено со туѓа држава. Член
Како беше? Ке ги разговараме членовите. 4D. Втората страна во Малчевски. целост ќе ги усвои амандманите на уставот до крајот на 2000. Ова имплицира дека амандманите се договорени. Значи вие во член 12, пардон, кажува кои амандмани и како ќе се кои членови на устав ќе се менуваат и што ќе се менува. Значи тоа имплицира дека е договорено. Не може една ваква, пак ќе кажам, спогодба или договор кој што е толку прецизно дефинирана да има такви пропусти. Зошто едноставно не ја прекинеме оваа дебата? Дајте ги амандманите на уставот. Дајте да видиме што навистина се менува. Дајте да видиме кои термини се менуваат во уставот се дефинирани во членовите во спогодба или договор. Но се обра постапка според која прво ќе се консултира народот. Спаси. Значи, Ама не сме ние консултанти на владата. Значи, вака, секој има право да смета дека е подобро да абстенира отколку да учествува на референдумот. Тоа е негово граѓанско право и дали тоа го прави врз основа на тоа што смета дека оваа власт е недемократска, па ќе ја кази на тој начин, или смета дека прашањето е двосмислено и така натаму, и јас не би го дебатирал тоа. Меѓутоа, лошо е што тоа се прави со помош на аргументи кои што всушност се целосно неосновани. Прво, распишувањето на референдумот за едно вакво значајно прашање нешто беше определба на сите политички партии во историјата на Македонија од основањето од денес, туку е апсолутно сосема уставна работа. И не го крши ниту уставот, нити е против уставна дејност, затоа што референдумот е распишан од страна на Собранието на Република Македонија. Второ, да не бидеме наивни. Од денот кога почнавме да разговараме за разликите околу името со грците, знаеме дека блокадата на Европската Унија и во НАТО не е заради тоа што ние немаме постигнато договор околу клучните спорни прашања со Грција. Со постигнувањето на овој договор се отстранува клучната пречка за членство во Европската Унија и НАТО. И токму затоа прашањето гласи: дали се за членство на Европската Унија и НАТО со прифаќање на договорот постигнат со Грција? Точно е дека тоа не е единствениот устав, дека Македонија треба да си биде средена држава, треба да ги исполни другите услови, копенхашките критериуми, треба да исполни сето тоа што е. Меѓутоа, вие не можете да кажете, знаете, овој не ни гарантира влез. А што не гарантира влез? Не гарантира влез ако немаме договор со Грција. Не гарантира влез ако абстенираме од референдумот. Не гарантира влез ако ја продолжиме ова кој што е маката досега кој што е оде во Македонија, изолацијата на Македонија. Не гарантира влез сета онаа политика кој што досега се водише во Македонија. Третата работа, вие не можете отприлика да говорите дека е нејасно. Останува и тој факт дека премногу и политичките елити работеа и се движеа по инерција на тезата времето работи за нас. Се градеа многу по инакви очекувања и сега сме во една сосема поинаква ситуација. Значи, целата меѓународна политичка јавност денеска ќе ви каже дека ние во моментот во Македонија постои влада која што покажа голема политичка храброст. Голема политичка храброст од сите досегашни влади во Република Македонија за да постигне еден договор кој што не е идеален, кој што не ги задоволува сите наши желби што сакаме да ги имаме така. Меѓутоа е компромис кој што ги остава двете страни деловно задоволни. Не можете кога го толкувате тој договор да ги извлечете само оние работи кои што ви се сомнителни. Еве, на пример, Малчевски зборува тоа дека не е јасно што се предвидува со уставните амандмани. Ги имаме, ќе ги анализираме да ја заокружиме само ова анализа на почеток. Значи, пазите, ако вие со договорот имате, меѓу другото речено, дека со договорот се постигнува Македонија да го задржи македонскиот јазик. Македонија останува македонската националност ќе биде дефинирана како македонска. Со името Северна Република Македонија не се менува идентитетот и така. Вие добивате клучните одредници, клучните работи кои што ги баравме во решувањето на еден спор со Грција. Оттаму, сето она што е другото запишано во договор, ќе биде само во функција на појаснување, но на основната разлика која што досега ги компликуваше односите меѓу Македонија и Грција. И јас апсолутно верувам во тоа. Имам доверба во тоа дека по завршувањето на референдумот, успешниот референдум, ќе се пристигне кон промена на уставот. Самиот Малчевски знае. Добро, процедурата да скратиме, да го скратиме овој дел, бидејќи ќе дебатираме. Формулирањето на амандманите е впрочем втората фаза. Договорот се состои од третата фаза. Зошто формулирани само? Немојте, професоре, ве молам, толку прецизно направен договор, таков пропуст да има или спогодба, што ли? Не е добро да не веруваме и во позициите на сите политичари дека некој друг манипулира. Ја не манипулирам. Јас читам што пише
пишува тука? Ајде, што пишува да видиме. Што сака нека пише. Името и термините наведени го очленени во оваа анализираме тој спогодба. дел, Значи ние името имаме- и термините не гарантира за гарантираност на македонски јазик, македонска националност. Кои се термини што ќе се менуваат? Ајде дека ги кажат. Не. Вика, ова спогодба ќе бидат вградени в уставот на втората страна. Ваквата промена ќе се изврши наеднаш и севкупно со еден амандман. Според таквите амандман, името и термините ќе се сменат следствено во сите членови на уставот. Натаму, втората страна ќе пристапи кон усвојување на соодветни амандмани на преамбулата, член 3 и член 49 од уставот, како дел од постапката за менување на уставот. Зошто член 3? Зошто не член 5? А знаеш зошто? Зошто? Зашто во член 3 се дефинира, само да го најдам, територијата на Република Македонија е неоделива и неотуѓива. Што е тука спорно ако претходно викаме дека Република Северна Македонија ќе се следи во сите членови на уставот? Затоа што во делот од тие овакоше на уставот пишува дека повикувајќи се на документите од АСНОМ, значи територијата на Република Македонија. Го губиме правото историскиот континуитет. Не, историскиот континуитет. Со овој договор, спогодбениот договор, апсолутно се бриши. Ако е така, дајте ги амандманите. Едноставно е. Што добива? Што добива? Договорот има меѓународно признание. Македонија е признаена од преку 140 земји. Човече, остаи тоа што е признаено. Немојте ме молам се. Македонија е поранешна Југословенска република Македонија во Обединетите нации и сите така се Република Северна Македонија со северно македонци и така натаму. Тоа така ти мислиш. Ама вие демантирајте ме. Ги знаете ли амандманите? Ама ги знаете ли амандманите? Вие сте биле во собрание. Значи, амандманите се втора фаза. Во вас состојба никој не може да го знае текстот на амандманите. Дури и да го знае, и тие амандмани за треба да влезат во процедура, потребни се 2/3 или апсолутно мислам дека ги знаат амандманите и точно што значи во овие услови, што значи во овие читајте го договорот едноставно. Ајде да се сослушаме, ги имаме издвоено сите поенти од договорот и ќе ги анализираме дел од оние за кои што сметатме дека се клучни. Што значи во овој момент на неодлучност на најголемата опозицијска партија, кога дел од основоположениците, оние што беа дел од втемелувањето на државата, ќе излезат со едно вакво писмо. Многу пати и вие, голем дел од тие подписници кои што се на ова писмо со кој што се повикува на излезност и гласање за, биле стоеле зад разни етикети во политичката битка на предавници, патриоти и така натаму. Што е она што сега превагна за да се повика на тоа за и колку сметате дека тоа ќе има некакво влијание? Јас само сакам вака да кажам. Дека никој, ама апсолутно никој во Република Македонија, па дури и подписниците на оние што го направија таа спогодба, договор, како сакате да го кажеме, седно, се среќни што тоа мора да се случи. Едноставно тоа е услов без кој не се може. На нас така ни беше речено, во овој момент Европа е заинтересирана тоа да го направи. Зошто тоа не беше заинтересирана во поминатите 11 години? Не дошол клучниот момент. Ја верувам дека ако било која влада беше на ова место, ќе го постигнеше истиот договор. А лично, дури во 92 година, кога британската амбасада дојде со предлог Република Македонија, Скопје, исклучиво за интерна употреба, па јас бев вон кожа. Лично кажувам каква била мојата грешка во тој период и колку сум била гласна во пратеничката група да кажам дека тоа не доаѓа во предвид. Меѓутоа, ние 27 години имаме лед во место. Никој не е среќен, не сум среќна ни јас. Јас живее во едно друго време, живее во Југославија, па ја заборавив Југославија. Моето дете знае за Република Македонија. Меѓутоа, во овој момент ние не решаваме за нас. Ние решаваме за децата на нашите деца, кои што ќе бидат европски граѓани, кои што нема да го заборават својот идентитет, затоа што де факто вие кога влегувате во европското семејство, вие станувате европјани. Токму заради тоа е и писмото. Писмото вели вака: не можат една од најголемите партии во Македонија, де факто тоа е ВМРО-ДПМН. Ако зборуваме и по изборни резултати, ако зборуваме и по гласачи, ако зборуваме и по се она што се случувало, да не остане со свој став. Да не остане, да тој став го чува под маса. Зашто служи тој став? За одредени подкусурувања, за одредени договарања. Јас не велам дека партијата ќе одлучи.
пак ќе одлучат граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа, до сега извршниот комитет, заедно со господинот Мицкоски, требаше да има став. Дали ќе биде излезност, дали ќе биде бойкот, па за тоа ќе биде спремен после да одговара. Вака, имаме една сериозна обврска во Република Македонија, за кој што најголемата партија не се изјаснува. Какви ќе бидат резултатите? На таа страна ќе се наклони тогаш ВМРО-ДПМН. Тоа е комплетно несериозно. Граѓаните мора да излезат и да го кажат својот став. Тие ќе кажат, да, излезноста ќе ја направиме, а ќе решат албанците, ја ви го кажувам, тоа е наотворено, ќе решат албанците и Социјалдемократскиот сојуз. Па ако е тоа така, тогаш нека излезе комплетно ВМРО во својот состав, нека ја повика диаспората да гласа, тогаш ќе бидеме на чисто, никој туѓ нема да решава. Ќе решаваме ние. Колку год да е болно и недобро. Јас не се чувствувам убаво. Меѓутоа, ова кажете мора дека сте да се реши. среќни, сега еднаш викате сме среќни, еднаш викате дека се чувствувате, не се чувствувате убаво. Па не се чувствувам затоа што имаме сериозен услов кој мора да го оствариме, меѓутоа тоа Прво, мора да не знам помине. колку беше сериозно, сега го гледаме под призма на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН не беше консултирано, никога се заговараше договорот. Тоа сте Не во беа право. консултирани, никога Тоа сте се во право. договараше договорот, случувајќи ги овие амандмани кои што овде сега ги читаме. Тоа сте во право. Се уште верувам дека се договорени амандманите. Не беше повикано на подпишување на договорот, барем да се осудеа пратениците да ги повика да речат еве собранието ни е битно, ќе го повикаме собранието на подпишување на договорот. И сега наеднаш ВМРО-ДПМН е стана битно зашто некој не може да исполни она што некаде го ветил. Па дрвја и камења се фрлаат по ВМРО-ДПМН. Не се фрлаа дрва и камења. Апсолутно. ВМРО-ДПМН е во многу тешка позиција. ВМРО-ДПМН е сериозна партија и незиното раководство не ги представува ВМРО-ДПМН е во овој сите. момент во многу специфична состојба. Од една страна се сугестиите, притисокот кој што се врши врз ВМРО-ДПМН, од друга страна е ставот на членството кој што во големо мнозинство е за абстиненција на 30 септември. И однесењето на одлука внатре во ВМРО-ДПМН воопшто нема да е лесна. И јас во овој момент да сум во раководство во телото и во органите, ќе сугерирам да ВМРО-ДПМН ја донеси одлуката откако ќе ги видиме амандманите. Дајте амандманите на уставот, па ќе носиме одлука. Не може беше лажено ВМРО-ДПМН на лидерските среди. ВМРО-ДПМН има зад себе 450 над 450.000 гласови добиени на последните избори за партиска програма во која што пишува дека за името ќе се излезе на референдум. Да, ама ви треба да правите разлика помеѓу референдум за надминување на спорот со името кој што е во рамките на резолуциите на Обединетите нации и ова спогодба, договор или што ли е, не знам, кој што тотално не редефинира како ема не пишува зашто во референдумското прашање стои договор. Кратка реплика, па одиме со дел од клучните прашања во спогодба. Бојкотот од страна на ВМРО е резултат на една тотална политичка забунетост на опозицијата. Не знаеме што ќе биде, да не преюдицираме, ќе вид слушаме на поборниците за абстиненција на 30 септември. Кој сум јас, Христијан Мицковски, да му кажам на народот како да гласа, тоа значи дека он всушност нема намера ништо да каже. Извинете, тој рече дека ќе гласа против. Не знам дали кажа во една од неговите изјави рече дека ќе гласа против. Меѓутоа, што е целата приказка? Да имате една сериозна политичка опозиција која што во стратешките определи има запишано дека сака да биде Македонија членка на НАТО и на Европска унија. Има запишано дека за ова прашање треба се решава на референдум и така натаму. И одеднаш вика, слушај, ние имаме намера да го бојкотираме референдумот или барем да не се изјаснуваме врска со референдумот, при што? Пазите, сите други политички партии во Македонија, вклучително сите албански политички партии во Македонија, целата меѓународна заедница ги повикува да излезат на референдум да се окажа својот глас. И целата таа приказка воопшто нема никаква врска со некаков сериозен политички став или однос кон прашањето или кон ова што се случува во Македонија. Тоа е една, според мене, една калкулантска игра во која што видат, знаете што? Ако во Македонија на изборите секогаш максималната излезност била 1.200.000 избирачи. Од значи почетокот од 1991 година до сега никогаш ниту на едни председателски, парламентарни и други избори не излегува. Во избирачкиот список има запишано 1.800.000 избирачи. 600.000 избирачи никаде не се појавуваат ниту на едни избори. Според тоа, ако ние бидиме молчаливата страна,
тоа ќе можеме тие 600.000 избирачи, што ги нема никаде на избирачка список, да си ја припишеме како луѓе кои што абстинирале на изборите. И ќе бидеме во некакво ковајаги мнозинство во однос на запишаните во избирачка список. И тоа е една проста калкулација. Нема да излеземе, со тоа што нивното гласачко дело, ако излезе, многу лесно ќе се преброи на гласачките места и ќе се види дека всушност вкупниот број на абстинентите и бојкотирачи на овој референдум не е повеќе од 250 до 300.000 во Македонија. Со максимална мобилизација и со максимална кампања и васнување од овој тип, како што ги објаснува Молчевски. Всушност, тие се плашат од предбројување. Се плашат од тоа да признаат дека во Македонија има огромно мнозинство кој што ќе го поддржи референдумот и кој што е за интеграцијата на Македонија. Ќе ги објаснеме тие бројки на крај, но мораме во интерес на времето и на попродуктивна дебата, еве бидејќи постојано се говори за, против договорот, замките наводни што се во него. Ние направивме преглед на еден на дел од одредбите внатре и ставовите за и против на двете водечки партии, па ќе ги дискутираме и ни во продолжение. Фактограф на Огнен Чанчаревиќ. На 20 дена пред референдумот за договорот со Грција, клучен за натамошниот тек на интеграциите на Македонија во НАТО и ЕУ, кампањата за и против е во полнек. Владеачката СДСМ со став дека идентитетот, јазикот и националноста се заштитени, влезот во НАТО е речиси формалност и за прв пат добиваме дата за старт на преговори со Европската Унија. Опозицијската ВМРО ДПМН пак тврди дека со договорот се губи идентитетот, јазикот и нацијата, а за референдумот кој е клучен за евроатлантските интеграции се без став. Топ тема на ваша страна ги анализира клучните делови од договорот за кои се води жестока дебата со меѓусебни обвинувања. Според владата, која тоа го наведува во факти за договорот објавен на нејзината веб страна, договорот го гарантира правото да се определуваме како македонци. Наша одговорност и света должност беше да го зачуваме идентитетот македонски. Не само што го зачувавме, туку и го потврдивме и зајакнавме. Опозицијата пак со став дека го губиме идентитетот. Со така наречениот договорот Преспа, Заев и неговата влада се откажа од македонското име, јазик, идентитет, историја и култура, како и македонското малцинство во соседството. Член 7 од договорот се однесува на ова прашање и во него стои: страните прифаќаат дека нивното разбирање на термините Македонија и македонски се однесува на различен историски контекст и културно наследство. За првата страна, Грција, тоа се хеленската цивилизација, култура и наследство од антиката до денес, додека за втората страна, Македонија, термините ја означуваат нејзината територија, јазик, народ и нивните одлики, со нивната сопствена историја, култура и наследство кои се особено различни од оние на Грција. За владата договорот го потврдува постоењето на македонскиот јазик. Македонците и македонскиот јазик се впишуваат во ризницата на светските народи и јазици. И никој повеќе нема дилеми. Никој повеќе не го оспорува тоа. ВМРО ДПМН пак има замерки за договорот и во делот со јазикот. Него дочитуваат и понатаки, нели, останатите членови кои што кажува дека во фуснота ќе стои дека тој јазик е од групата на словенски јазици, не знам што таму дополнително е допишано. Што до сега го нема. Зошто беше потребно да се стави? Што пишува во договорот? Официјалниот јазик на втората страна, Македонија, ќе биде македонски јазик, како што е признаено на третата конференција на Обединетите нации за стандардизација на географските имиња, одржана во Атина во 1977 година. Ставот на владата е дека се зачувува македонското државјанство сега и во иднина преку договорот со Грција, но на оваа точка се посветува најмалку внимание. Многу јасно пишува: нашето државјанство е македонско. Опозицијата е со став дека државјанството се менува со промена на името на државата. Државјанството на втората страна ќе биде македонско, коса црта, граѓанин на Република Северна Македонија, како што ќе биде заведено во сите патни документи. Како го зачувале кога јасно пишува дека ќе бидеме граѓани на Република Северна Македонија? За владата, меѓународните кодови на државата остануваат како што е определено од Меѓународната организација на стандардизација, ИСО. Меѓународните кодови МК и МКД ќе бидат обезбедени.
Опозицијата тврди дека со договорот се менуваат кодовите. Член 1, точка 3, под Д. Кодот за земјата на регистарските таблички на возилата на втората страна ќе биде НМ или НМК и ќе треба да биде пишано произведено во Република Северна Македонија. И тоа ќе треба да им го наметнете, тоа исто така не го кажувате, односно многу успешно го премолчувате. Владата тврди дека со договорот се отстранува и последна пречка за членството во Алијансата. НАТО одлучи да биде врачена покана да станеме 30-та членка на Алијансата. Ја добивме поканата да станеме сојузник на најсилните земји членки во светот. Меѓутоа, владата го префрли фокусот на референдумот како услов за влез во Алијансата. Да излеземе гордо и да одлучиме за нашето место во братството на европските народи, во Европската Унија и да застанеме рамо до рамо, рамноправни со најсилните земји на светот, членки на НАТО. Опозицијата од друга страна смета дека тоа не е така. Нема ниту датум за преговори со ЕУ, ниту безусловна покана за НАТО. А нема затоа што имаме неспособна влада. Мора да престанат поразите. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг со кристално јасна порака која повтори во неколку наврати. The idea that there is an alternative where you can reject the name agreement with Greece and join NATO is an absolute and total illusion. Според владата, за прв пат добиваме датум за почеток на преговорите за членство, како резултат на договорот со Грција. Опозицијата пак тврди дека датум нема. Она што Македонија го доби со извештајот е следниот јуни, следната година повторно да се направи преоценка за состојбите и се останато е шарена лага. По ова прашање, Брисел е јасен. Because now it's clear that we will start negotiations in June next year and we can as a commission immediately start preparing these negotiations from tomorrow onward. Датумот за старт на преговори е јуни 2019 година. Договорот со Грција и референдумот не се главниот услов за почеток на преговорите со Европската Унија, бидејќи нашата држава до тогаш мора да испорача реформи во неколку клучни сектори. Тоа беше Огнен Чанчаревиќ со потсетување на 10 клучни точки според владата околу договорот и клучни придобивки и 10 контраставови на опозицијата. И сега, бидејќи имаме уште само 25 минути за дебата, во кој што имаме и 5 минути реклами, да бидеме малку по ефикасни. Значи, се соочуваме со реално суштински прашања. Идентитет, јазик, државјанство, чувствителни прашања за граѓаните и нормално е дека во една таква атмосфера се поставува прашањето која е цената. Колку во едни такви услови на спротиставени ставови пред и меѓу политичките елити, и меѓу интелектуалците, еви вечерва меѓу вас овдека, во следните денови има простор и време да се објасни и да се разграничи што е што. Едноставно е. Нека ги дадат амандманите на увид и тогаш се ово овде што пишува ќе видиме дали е така или не е така. До тогаш ние не можеме да веруваме на политичар кој што пред само година дена викаше дека не постои човек во Македонија што ќе прифати промена на устав со цел промена на уставно име, а сега гледаме дека тоа на сила пробува да го тера низ една тотално неуставна и незаконска процедура. Добро, кои амандмани бише толку битни? Еве, например, бидејќи еден од амандманите ќе биде секако дека името за внатрешна употреба ќе се биде Северна Македонија. Ама кои се термините кои што треба ние да ги менуваме и за кои што ќе има амандмани? Зошто има потреба да се чепка преамбулата на уставот? Што е толку спорно во преамбулата кога веќе ние претходно со еден амандман ќе го смениме од Република Македонија во Република Северна Македонија. Затоа ќе треба малку на часови кај Владо Поповски. И кај граѓаните на Република Македонија објаснуваше многу добро македонскиот народ во друга емисија. Што значи македонскиот народ ќе биде заменет со македонци граѓани на Северна Република Македонија. Македонскиот народ е заменет со македонската етничка заедница уште во втората промена на уставот со рамковниот договор. Што е овој соживот? Тоа се делови од преамбулата, ќе се менува традицијата на Крушевска република и одлуките на основа на референдумот од 8 септември. Па тоа го заговара договорот.
премена на преамбулата, кои се термините кои што ќе се менуваат. Нека излезат јасно, гласно и нека ги објават на нивната веб страна да видиме што е што. Вака имаме ситуација во која што секојдневно слушаме информации или изјави кои што не важат повеќе од 2 минути од кога ќе бидат дадени. Второ, овој договор, уште ова да го кажам, биќе во тотално подредена, кога станува збор, професоре, за компромис, значи да се најдеме негде на средина. Овде има еден куп обврски за Република Македонија и само една за Република Грција. Овде, со овој договор, со член 7, 2 и 3, на првата страна и припаѓа целата област Македонија, а на втората страна и припаѓа, како вика, нејзината територија, значи границите во кои што се наоѓаме. Некој овде индиректно прифатил дека ние сме некаква си вештачка творевина и затоа сакат да ја менуваат преамбулата и да ги бришат Асном и Крушевска република. Едноставно е, дајте ги видиме амандманите, што е проблем. Ципра секој ден изјавува спротивни изјави од изјавите на Заев, има континуитет во изјавите на Заев, изјавите на тие околу него секојдневно се менува. Спасов па Маркос. Прво, јас мислам дека да имаше можност овој договор, ваков како што е, со сите критики кои што ми ги упатува Самил Малчевски и другите кои што како него мислат, ВМРО ДПМН ќе го прифатиш со двете раце и ќе го прогласише како највисок патриотски чин за кој што сите треба да гласаме. И имаше можност да го прави тоа 11 години. Всушност, ВМРО ДПМН го претвори спорот со Грција во идентитетски спор. Он ја наметна потребата со помош на овој договор јасно да се означи кога го употребува зборот Македонија, Северна Македонија, на што се однесува, кога го употребува зборот македонски, на што се однесува. Тоа сите амандмани овој кои што се содржани и на уставот кои што ќе бидат се само во функција на појаснување току на тој идентитетски спор дека Република Македонија, македонската нација, македонскиот јазик се од словенско потекло и немаме никакви амбиции да задираме во античката хеленската историја на Грција и дека кога тие две земји го употребуваат зборот македонски, Македонија, македонски народ имаат значење кое што е значење во функција на она што се има договорено. Што значи дека ние решаваме еден сериозен идентитетски спор на кој што меѓународната заедница аплаудира со оглед на тоа што балканските националисти се уште се многу живи. Послушайте го само што зборува Павле Воскопулос, кој што зборува дека зборот Северна Македонија не го нарушува не само идентитетот на македонците, туку со тоа што грците прифатиле да јазикот не биде македонски и нацијата да биде означена како македонска, нормално, граѓани на Република Северна Македонија, всушност е зададен силен удар на грчката националистичка идеологија. И грците тоа тешко може да го прифатат од целата ова. Според тоа, вие имате една состојба во која што по еден ваков договор, не благодарение на тоа што Македонија била многу силна, туку пред се на многу сериозен притисок врз Грција од страна на Германија, која што има силно влијание во економските односи кои што се случуваат меѓу не само Германија и Грција, туку комплетно на Балканот и во светот. Со притисокот на Соединетите американски држави е дојдено до договор во кој што практично и грците се назадоволни. Меѓутоа Македонија за прв пат во својата историја и што се вика да станува меѓународно призната држава. Ама признаеме од 140 земји, немојте тоа што била признани. Ние сме поранишна Југословенска република Македонија. Ова што го зборувате сега имплицира дека ги знаете амандманите. Вие зборувате кога да ги знаете амандманите. Па дајте кажете ги јавно да ги видиме. Па да ве слушам убаво, професоре. Дајте ги амандманите, зборувате кога да ги знаете амандманите. Ако дозволиш, за да ви поверуваме, дајте ги амандманите. Без две реченици само. Како умно момче, треба да ти биде јасно дека амандманите и уставните промени се внесуваат во уставна процедура, во која што прво Уставната комисија објавува дека се започнува со промена на уставот. Па потоа, Уставната комисија формулира одредени формулации во врска што е тоа што ќе се менува на уставот. Па се оди на јавна расправа, дебата во која што и ти ќе учествуваш, и сите тие што се сомневаат дали има некаков проблем во амандманите. Па потоа се оди на расправа во собранието, во неколку фази и на крајот се донесуваат останалите амандмани. Никогаш порано, нити подесна ќе биде променет уставот на поеднаков начин. Оттаму ова што ти го Ние спорам процедурата. Вие зборувате за процедура. Ова што ти го тврдиш. Јас зборувам за суштина. Втората страна во целост ќе ги усвои амандманите. Ова е преюдицирање. Ти тврдиш нешто дека знаеш. Ама не ја читам што пише овде.
Тоа што го читаш, Тоа пише овде, дури и членови конкретни на уставот и преамбулата се спомнуваат. Тоа што го читаш погрешно. Тоа е таму напишано. Втората страна во целост ќе ги усвои амандманите на уставот до крајот на 2018 година. Ова имплицира дека амандманите се договорени. Не амандманите, тука амандмани на уставот, читајте добро ако знаете како се чита, амандмани на уставот, а не амандманите. Кога е неичленувано, така и во амандманите. Ова е сибнато од официјалната страна на влада.мк. Епа некој погрешно го препиша. Епа добро, кој што овде пишуваат Грција во договорот е Хеленик Репаблик. А кој манипулира бе тогаш професоре? Се доведуваме на исто момент дека манипулира. Значи, ако учествувате сите вие што се за абстинирање и другите што мислат дека треба нешто поинаку во една јавна дебата во која што може да се појаснат ваквите работи, ќе ви стане јасно дека нема ништо толку опасно од што се плашите. Македонците ќе се останат македонци. Македонскиот јазик ќе се остане македонски. Тоа не го зборува Ципрас. Не само тоа. Тоа не го зборува Ципрас. Коцијас. Не го кажуваат тоа. Да, а што кажува грчката опозиција, Славомир? Грчката опозиција не го потпиша ова. Не, чекай, што кажува грчката опозиција? Долги се борат, професоре, тоа е тотално диаметрално. Они имаат избори во февруари, не може вие да го поистоветите тоа. Тие се во изборна кампања. А кој? Тие се во изборна кампања. А вие во што? Грчката опозиција. Јас се борам за почитување на право на правна држава. Ова овде, и ВМРО ДПМН да го донесеш, јас пак ќе бев против со се тоа што го пишува овде и што е внатре. Мисковски, целиот аргумент на Мисковски, не може да веруваме на оваа влада. Па добро човече, не може да веруваш на оваа влада, не може да веруваш на меѓународна заедница, не може да веруваш на албанците, не може да веруваш на сите други. На кого ти веруваш? Ама тоа на Мицковски прашајте го, не мене. Мицковски прашајте. Еве, очигледно е дека многу работи не се објаснети и многу допрва. Вие начнавте едно интересно прашање кој што беше во една прилика дебатирано тука околу промената на преамбулата која што се случи во 2001. Та со оние традициите на Крушевската република во заедничко наследство и така натаму. Видете, многу едноставно. Ние од Копенхаген критериумите имаме единствен кондицио sine qua non, услов без кој не се може. Значи, условот е да го прифатиме договорот од Грција, со Грција потпишан, за да можеме да одиме напред. Тоа е основното прашање што на граѓаните на Македонија треба да им биде јасно. Дали ни е убаво, дали не ни е убаво, тоа ќе го кажеме на референдум. Токму заради тоа ВМРО ДПМН ја очекувам. Не мислам дека ВМРО ДПМН треба да ги прифати. Можеби има подобри услови, можеби има некој подобар начин кој што таа го имала, а не успеала да го реализира за 11 години. Ама нека ни го каже кој е тој пат. Нека ни каже која е алтернативата доколку ние ова не го прифатиме. Која е алтернативата? Дека ќе остане се исто? Нема да остане само. Во моментот се случуваат сериозни геополитички преструктурирања. Да, ама цената е превисока. Не знам колку е цената превисока со една сирока. Јас не сакам да бидам некој. Се откажуваме од Гоце Делчев. Не се откажуваме. Страните прифаќаат дека нивното однос на разбирањето на термините Македонија и македонски се однесуваат на различни историски контекст и културно наследство. Член 1, точно, македонското наследство е наследство цивилизацијско на целиот Балкан. Овие термини означуваат незината територија, јазик, народ и нивните одлики со нивна сопствена историја, култура и наследство кои е особено различни од оние наведени во член 2. Значи, Гоце Делчев е роден во Кукуш. Значи, ние со овој договор прифаќаме територија во која што се наоѓа денешна Република Македонија. Да. А Република Грција е област. Тоа не е ни Република Грција, да не се лажеме. Хеленик Репаблик. Ние со Хеленик Репаблик имаме потпишан ново или кој како го потпишали, тоа е сосема друга тема за разговор зашто е. Скопулско ќе каже која предност е ова за македонците во Грција. Ама јас доволно пријатели имам таму и разговарам со нив. И разговарам и професор ова што го дискутираме овде, го дискутираме со нив. Само луѓето се среќни македонците во Грција. Зошто да бидам, зашто сум се откажал од културно наследство. Сум се откажал од тоа да кажам дека Гоце Делчев е роден во Кукуш. Тој не е македонец зашто е во област Македонија, не е во територија. Тоа ли од Александар Македонски се откажа? Ама кој го спомнува Александар Македонски? Го спомнувам Гоце Делчев. Ајде зборуваме за Гоце Делчев. Како Гоце Делчев? Ајде, па според овој договор ние се откажуваме практично од Гоце Делчев. Зашто имаме право само на територија во која што моментално се наоѓа. Ама дајте професоре, дајте ги амандманите, веќе зборувавте како да ги знаете. Дајте ги амандманите. Република Македонија ќе биде членка на Европската унија и на НАТО. Тоа се треба да ни е јасно. Еве тоа ти е причина. Ова лакрдија
Оваа лакрдија, спогодба или договор ли е спротивна на македонските национални интереси, е спротивна на уставот и правниот поредок. Ја повеќе ќе бев среќен ние во овој момент да го дискутираме ова. Ова е извештајот на Прибе. Ако некој на вистина бил за Европска Унија, година и кусур има една запирка од ова извештај да исполни. Една го заборавија, не го спомнува. Ова е темелот на македонската држава и на воспоставување на правниот поредок во Република Македонија и забелешките нотирани овде. Подсетете се зошто дојде до договорот на Прибе. Колку побрзо, подсетете се. Нема потреба да се подсеќам, ќе станеш многу подолго од вас, ја водам таа битка. Јас бев гласен кога многу луѓе чутеа. Извинете, ја никогаш не сум молчела. За правна држава, за ние стигнавме до Прибе правна благодарение на заробеноста на државата која што настана 2011. Што е сменето во последната Тоа можеме да разговараме. Сега зборуваме за не, тоа е друга тема. Ова е врвен приоритет за Република Македонија. Одиме со кратка пауза за реклами и се враќаме со завршните реплики. И назад ме во студиото со завршните коментари на моите вечерашни гости. Се наоѓаме во една навистина специфична ситуација во која што може да најдете различни одговори. Јас сум за ЕУ, ама не сум за НАТО, ама со ваков договор па за ништо. Јас сум за ЕУ и за НАТО, но не и за ваков договор, и сите варијанти и комбинации се можни. При тоа бројките се некако немилосрдни. Сите имате ова штабско искуство, немојте да го сватите во негативен контекст, меѓутоа како партиско искуство во инсайдерски методи на мобилизација, на партиско членство на неопределени, но бројките се немилосрдни. 903.168 треба да излезат најмалку, при што 451.585 да гласаат за. И сега, ајде, од Малчевски би почнал, тој ќе рече, нема шанс. Па не, јас по овој измесен период работев некои меѓународни проекти, доста често патував низ државата. Јас сериозно не најдов еден човек кој што ми кажа дека на денот на референдум ќе излези и ќе гласа било како. Значи, најопасно е кога народот нема одговори и ќути. Збунете ради многу причини. Диаметрално спротивните изјави, уценувачкото прашање, сето тоа што ние го имаме овде како спогодба или договор, пак ќе кажам, не сме на чисто што е, треба некој да излезе јасно и гласно да каже што е, и сето тоа натаму води кон бојкот или кон неизлегување на референдумот. Вие, кога доаѓате на власт со многу високи очекувања и со една таква борба која што беше претходно, очекувано е да тргнете во реформи. За жал, ние во година и нешто не видовме реформи. Секоја честни исклучоци, има и добри министри, би го потенцирал министерот Цугаревски за транспорт и врски, тој треба да се иземе. Но, вие имате огромно разочарување и народот. Прво. И второ, 30 септември ќе биде убав ден. И после тоа и ќе ја биде Македонија, Македонија ќе биде и членка на НАТО и на Европската Унија. Но на 30 септември граѓаните на Република Македонија, македонскиот народ, нашите пријатели, албанци, турци, власи, роми, ќе ги исцртаат со темно-црвена боја македонските црвени линии. И тоа ќе биде јасно и гласно кажано на сите политичари, не само на оваа гарнитура, и на сите идни гарнитури кои што ќе дојдат. Нема промена на устав, се со цел промена на уставно име Република Македонија. Ако биде обратно, ќе прифатите таа одлука на мнозинството? Па јас се уште сум убеден во абстиненцијата македонскиот народ и во онај збор непокор, кој што секогаш се појавува кога македонците биле уценети. Спасов, 904.000 најмалку излезност, и ајде да не ги повторувам овие бројки. Можно? Видите, очигледно дека јас и Малчевски се движиме во други кругови и имаме сосема различни анализи. Јас верувам во една работа, дека на овие избори ќе излезат сите оние кои што гласаа за Социјалдемократскиот сојуз на последните избори, тоа се над 420.000 гласа. Околу 280.000 гласови имаат албанските политички партии, 50.000 гласови имаат, околу 100.000 гласови имаат другите етницитети. Тоа значи меѓу 750 и 800.000 луѓе ќе гласаат за нови референдуми, и тоа апсолутно ќе излезат заради тоа што нови референдум не се гласа ни за СДС, ама не се гласа ни за ВМРО, или како што рече Ангела Меркел, во нови месец ние зацветуваме, отвараме пат на државата за во една сериозна европско семејство на државите, и во овој месец се одлучува за судбината на Македонија. Овде е битка меѓу оние кои што всушност се плашат дека ќе им го загрозиме минатото и ние кои што се плашиме дека ќе ни биде загрозена иднината.
Реално, мислам дека луѓето ќе изберат идеја. Според тоа, ваквите приказки, дека од село и секаде каде што луѓето ќе абстинирале затоа што не се задоволни од власт. Ова не е гласање, ова не се парламентарни избори. Ќе има следни парламентарни избори на кои што овие што денеска ќе абстинираат, ќе останат осамени, затоа што никогаш нема да имаат подршка нити од било која албанска политичка партија, нити од меѓународна заедница за да формираат власт во Македонија. За нив останува едно единствено прашање. Ако ништо не е вред со овако што е договор и така, се поставуваат три прашања. Која е таа политичка партија, која е таа политичка сила што би можела да направи подобар договор од овој што е постигнат со Грција и во кој рок? Второ, во што ќе се случи во времето дека се постигне тој договор и дали воопшто веруваат во такво нешто дека е можно да се постигне подобар договор од овој кој што е моментално постигнат. Според тоа, вие може да бидете незадоволни од многу нешта. Меѓутоа треба да кажете кој е вашата што е вашата понуда. Имате ли вие некоја подобра понуда од оваа кој што моментално се наоѓа на маса и кој што ужива поддршката на целокупната меѓународна заедница? Македонија за прв пат има такви високи гости, има за прв пат такво меѓународно почитување, има за прв пат таква меѓународна поддршка. И мислам дека ова прилика која што граѓаните ќе ја препознаат. Ова е шанса. Немаме време за Масов, периодот Вучковски кога беше премиер и не знам зошто, и тогаш имав исто многу голема поддршка. Прво. Второ, овој договор трајно ги наруши македонските позиции, подобар не може да се постигне, тоа треба на сите да му е јасно. И трето, да, ерга омнес прв пат се прифати, иако на избори се ветуваше дека нема да биде прифатен ерга омнес, што е изборна измама. Али тоа може посебно да го елаборираме и дискутираме. Петар Гошев викаше и последно. Името е за црвената линија на 30 септември ќе биде одцртана. Јас движам меѓу народ. Во кој кругови движите вие стварно не знам. Само се извинувам, го слушнавме вашиот став, Марковска, кои се вашите очекувања. Со оглед на фактот што ние имаме една друга ситуација дури и при чисти бројки, иако Спасов вели дека и некоја бројка од 800.000. Дури при успешен референдум имаме една ситуација во која што на крајот надлежноста се враќа повторно во рацете на собранието и институциите. Видете, референдумот е крупно прашање, бидејќи ние како граѓани сме го дале нашиот суверенитет на оние на кои што сме ги избрале. Со оглед на тоа што се работи за сериозно, историско, значајно прашање, јас повикувам на голема масовност, бидејќи навистина сакам да знам што мисли народот. Не мислам на народот на Социјалдемократскиот сојуз, не мислам на народот на ВМРО, не мислам на народот на сите останати етнички заедници, јас мислам глобално на сите оние кои што живеат во Република Македонија. Прво, очекувам господинот Христијан Мицковски утре да го направи она што требаше да го направи пред месец дена. Како опозицијска партија, да ги повика сите граѓани да гласаат, ама да гласаат ако сакаат и против, бидејќи цена дека договорот е лош. Меѓутоа нека излезат и нека гласаат и нека кажат. Бојкотот е легитимно право. Апсолутно, јас го кажувам моето мислење, ве молам, вие 2004 беше оправдано, сега викаме 10. Немојте да му на мене покажувате. Не, бојкотот е легитимно право. Покажувам и на себе, да, легитимно право, кое што не сметам дека треба. Народот нека го каже, меѓутоа јас сметам дека треба да стане да го каже и да биде тоа со заокружување на црвената линија против. Ако се сите против, тогаш ќе немаме проблем. Тоа значи дека суверенитет. Што правиме со политичкото насилие кое што се случило? Ве молам да завршам. Само да завршам. Значи, во тој случај, доколку резултатите од референдумот бидат негативни, тоа значи дека ако масовно народот се изјасни против, тогаш договорот со Грција не важи, бидејќи нашиот суверенитет, кој што сме им го дале на пратениците, тие не смеат да го преточат во ниеден договор. Меѓутоа, во случај да важи, тогаш е нешто многу друго. Затоа една толку сериозна партија не смееше да се дозволи 15-20 дена пред референдум да биде без став не само пред своето бирачко тело, воопшто пред граѓаните. И втора и многу значајна работа. Референдумот беше услов кој што влезе во сите партиски документи, дека граѓаните ќе бидат консултирани. Референдум базиран на договорот на благодарам на сите за гостувањето во вечерашната топ тема на ваша страна. Ќе се обидеме и во следните изданија да донесеме различни ставови и различни гледишта. Ќе излеземе, како што најавивме, и од студиото за да ги соочиме и дел од политичарите со граѓаните. Довидување.